Мојот колега Бранислав Стојановски за ова утро обезбеди разговор со координаторот на Младинскиот совет на општина Кичево. Да слушнеме кои се активностите за оваа година. Од пред известно време, во рамките на единицата на локална самоуправа, општина Кичево, работи едно советодавно тело кое што е наменето за младите кичевчани, односно младите граѓани. По тој повод, од ова советодавно тело, односно од Младинскиот совет при општина Кичево, гостин во утринската програма на телевизија Мега е координаторот на Младинскиот совет при општина Кичево, господинот Арбен Ристеми. Господин Ристеми, еве на почетокот јас би ве запрашал кога е формиран овој Младински совет и колку членови број? Точно. Младинскиот совет на општина Кичево, значи е формиран минатата година, календарска година, поточно мај месец, значи од 2015 година. Младински совет на општина Кичево е формиран со одлука од страна на советот на општина Кичево, како советодавно тело на младите на општина Кичево, значи како едно формално тело кој ги представува младите, каде што се представени и што се занимава нормално со младинските прашања и проблеми, приоритети и така натаму. Младинскиот совет на општина Кичево, значи од самото основање, и со самиот акт на основање е регулиран на таков начин што е составен од вкупно 11 членови, од кои што, значи 10 членови се избира по пат на јавен повик, кој што претходеше нас самото основање на Младинскиот совет, на кој што јавен повик беше отворен за сите категории на млади, да кажеме. Значи тука е добро да се напомене дека баш беше отворен за сите категории, значи представници на младински организации, било какви, значи сите форми на организации, но и за млади генерално кои што можда и не се вклучени, не имале можност или не сака моментално да се вклучени, така да, значи генерално од тие, значи по пат на јавен повик се одбраат 10 членови, а 11-тиот член во конкретниот случај координаторот е одреден од страна на општинската администрација, значи од страна на градоначалникот, да на некој начин како линк, да кажеме, врска помеѓу директно Младинскиот совет и советот и градоначалникот администрација. Така, значи рековте дека започна Младинскиот совет да работи од мај минатата година. Еве, убаво е да кажеме и чија беше иницијативата за формирање на таков еден Младински совет и која е главната цел за тоа негово формирање и неговата работа тука? Самата иницијатива, значи, предходно имаше иницијатива конкретна не само во општина Кичево, мора да признаеме и во други средини, значи на локално ниво. Беше, значи, една иницијатива што предходно дури година и пред самото основање предходеше, значи се оформија, да кажеме, младински групи, младински јадра се нарекува предходно, еден проект имено од Европска комисија што беше предходно имплементирана заедно со Младински образовен форум и ЦИД организациите, но во соработка, добро да се напомене тука, значи почнува почетоците, значи да кажеме уште од 2014 година, и со самата соработка, но и согласност уште од самиот почеток и на општина Кичево, и на градоначалникот, и на советниците, кои што, да кажеме, има слух уште од самиот почеток за самата иницијатива, и да кажеме беа достапни за самата соработка, но и самата поддршка, да кажеме, и искрено и безусловно што ја дава самата поддршка за основањето на вакво тело, и на самата круна, да кажеме, на самата иницијатива, која што иницијатива на крајот резултираше со основање на Младинскиот совет. Имено на тие иницијативни тела им претходеа обуки, значи различни трибини каде што има можност сите млади да се вклучуваат, да кажем, по големиот дел на младите и да произнесат своји ставови и видувања во, да кажеме, на таа област, на таа тема, каде што се увиде потребата од самото основање на Младинскиот совет, впрочем и самата структура, но да кажеме и самата форма, како едно формално тело на младите во склоп на општина Кичево, каде што младите би биле формално представени, и именно така е основано и самото тело како едно советодавно тело за младите, за младински прашања, младински проблеми и приоритети, каде што младите во општина Кичево би имале можност
освен што би биле нели формално представени во едно тело опфатно, да би се институционализирале, да кажеме, и нивните барања и проблеми, приоритети и така натаму. Во тие 7 месеци од прилика колку што имате во 2015 година работено од своето формирање, сигурно дека сте реализирали или сте учествувале во некои проекти тука преку општина Кичево. Може ли еве накратко да им кажеме на нашите гледачи што точно Младинскиот совет работеше во 2015 година? Точно, значи генерално општо ние ја отсликуваме и на крај викаме како генерален заклучок на сите и на сите членови ни беше дека впрочем имаме позитивен резултат, да кажеме, активности реализирани. На почеток имено од самото основање идеја и самите поддршки, да кажеме, и самите соработки, основање на еден вид заеднички соработки. Тука вреди да се истакнува дека уште од самиот почеток и со мисијата на ОПСЕ, да кажеме, самите соработки што се почнува од самиот почеток, имено беа еден, да кажеме, циклус на обуки за градење на капацитети на новоформираното тело, да кажеме, на Младинскиот совет, каде што нели се градев на трешниве капацитети, но тука исто вреди да се кажува дека и освен градење на самите капацитети на самите членови, но и самите интерни документи, да кажеме, од самиот почеток, па и работни тела во рамки на самиот Младински совет, што понатака проследуваше нормално и со организирање веќе и со почнување, да кажеме, на ангажирање на самите членови за организирање на некои настани и први активности. Имено тука треба да се нагласи самиот факт, после самото основање што беше превземано како еден хуманитарен, да кажеме, настан, хуманитарна активност, беше организиран, значи, еден хуманитарен хепенинг, значи хуманитарен концерт во Домот на култура во Кичево тука, нели, се со цел за помош на погодените семејства што беа од елементарната непогода во Тетово, поплавите во Тетово, тогаш. Потоа проследуваше, значи, исто така Младинскиот совет на општина Кичево продолжи и со други активности. Поточно кажано, значи тука веќе почна и првите посети, што ги почнавме со центарот, поточно дневниот центар за грижа на децата со посебни потреби, каде што имаа можност за прв пат да ги посетат, значи да кажеме некое формално тело така, што би се згрижило заедно со ним, да кажеме, и заедно со ним поминавме, значи, еден добар ден на денот со ним, една дружба, каде што исто така тоа проследуваше за да при крајот една заедничка посета и со советнициве, значи и со општинскава администрација, им се поделија на крајот пред новогодишно и пакетчиња исто така. Исто така, значи, една од тие активности спаѓа, нели, и самите што почнаа веќе, да кажеме, и заеднички состаноци со советнициве на општината, со раководителите, да кажеме, и првите контакти, каде што се смислува, да кажеме, идните активности, идните соработки. Но тука би спомнале и сите други координативни состаноци кои што Младинскиот совет ги имаше со тек на време, каде што вреди да се напомени тие состаноци координативни и работни, би кажал, каде што се изготвуваше, значи, самата годишна програма за работа на локалниот Младински совет на општина Кичево. Сигурно веќе имате спремано и програма за работа за тековната 2016 година. Може ли еве накратко кои проекти ви се зацртани за реализација за оваа година? Како што кажав и претходно, значи беше еден процес што претходеше на сето тоа, подготовката на самата програма, годишна програма за работа на локалниот Младински совет во општина Кичево за 2016 година, која што исто така претходеше, нели, на состаноците координативни со самите советници, бидејќи самата годишна програма, освен другото, меѓу другото, нели, што е предвидено и конкретни активности, конкретни мерки што би превземале, е исто така избуџетирана и со самите ставки, буџетски ставки,
каде што тука вреди да се истакне дека освен усвоеното самите активности што ни беа усвоени месец ноември од страна на Советот исто така на општината, ни усвоени тој основен буџет за поддршка за 2016 година. За ваша информација, конкретно самиот буџет е на сума од 126.000 денари, што е една солидна сума за добар почеток за нашите активности. Вреди да се напомене дека нашите активности првин се насочени кон, да кажеме, градење на капацитетите, првин внатре и меѓу самите членови на Младинскиот совет, но исто така и на самите организации, младински организации да кажеме. Исто така ќе бидат насочени самите активности кон младинската информираност, поточно тука се предвидени веќе и дел, да кажеме, на истражувања, на анкети што би биле превземени со младите за нивните проблеми, приоритети во градот генерално, значи се мисли во планот со младите, и понатака и дел на тренинзи, обуки што би биле опфатени за младински политики, младински права и слободи и така натаму. Исто така на еден клучен дел каде што би биле насочени, да кажеме, активностите, програмата, би било и вмрежувањето, како и соработките со институциите, градење на партнерства, да кажеме, каде што тука да се напоменеме дека, да кажеме, би бил посветено исто така и внимание тука, градење на капацитети, но и обуки и за млади предприемачи, да кажеме, и со Стопанската комора, тука, значи, представништвото и во Кичево, но исто така и со Агенцијата за вработување, кои што исто така нели нудат различни можности. Очигледно според ова што го кажавте за вашите планови за 2016-та, Младинскиот совет при општина Кичево, освен со општината Кичево како матично тело, каде што работи, има голем број на институции со кои соработува. Се разбира, сигурно тоа е во насока на реализирање на се она што го имате зацртано во полза на младите. Измотивирано цело овој ентузијазам, да кажем, ова позитивна енергија и сите овие соработки, ние се нафативме за исто така за 2016 година тековно да изработиме, тоест да бидеме во фаза на подготовка и на крај се надеваме на сумирање заклучокот на локална младинска стратегија во општина Кичево, која што исто така ќе биде како за прв пат во општина Кичево како официјален документ, да кажеме, за младите во општина Кичево. Ви благодарам за вашето гостување во утринската програма на телевизија Мега. Почитувани гледачи, разговаравме со господинот Арбен Ристеми, координатор на Младинскиот совет на општина Кичево, каде што ве запознавме за се она што Младинскиот совет има работено и она што ќе го работи за оваа тековна 2016 година.